технолошко-индустријската развојна зона Прилеп, каде што најпрвен се приклучи во денешната акција за одбележување на денот на дрвото и засадив едно дрвце. И потоа, согласно планот, заминавме на сечената церемонија на одбележување на почетокот на градбата на фабриката на Гентер. Таа веќе е почната, темелите се ставени, се очекува некаде во мај-јуни да се заврши и да се отвори. Во меѓувреме, компанијата Гентер, како што преходно најави, веќе вработи 350 луѓе и ги прати на обука. Дополнителни 150 се сега пратени на обука, така да се заедно околу 500 луѓе веќе добиваат обука и ги прават првите чекори во производството на оваа компанија. А веќе од јуни, кога фабриката ќе се отвори, бројот ќе почне да се зголемува. Планот на оваа компанија е да вработи 2000 луѓе во период од 2 до 3 години, а можно е да се надмине тој број понатаму. Тоа се само директни вработувања, плюс од овие директни ќе има и индиректни вработувања од оние компании кои што ќе бидат добавувачи, снабдувачи, партнери или било какви други фирми што ќе соработуваат со Гентер, а се од Република Македонија. Така да ова е еден крупен проект за Прилеп, проект кој што ќе апсорбира огромен број на невработени. Практично проект кој што веќе почна да абсорбира многу невработени, значи овие 500 луѓе што веќе се ангажирани за обуки, за тренинзи и за подготовки за производството, се веќе ангажирани и веќе почнуваат да земаат плата, а бројката ќе достигне до 2000 луѓе, можеби и нешто повеќе. До јуни ќе биде изградена првата фаза од фабриката, штом таа ќе се заврши, подоцна ќе се почне со втората, блокот лево и блокот десно од фабриката, така што првата и втората фаза заедно ќе абсорбираат најмалку 2000 нови работни места, односно 2000 нови вработувања. Инвестицијата е во вредност од 20 милиони евра, а во фабриката главно ќе се произведуваат делови за автомобилската индустрија, особено делови поврзани со грејачи за автомобили, за разни делови во автомобилот. Компанијата ја пронајдовме минатата година и пристапивме минатата година. По состанокот што го имавме кај мене во кабинетот и одредувањето на кој каде ќе се распореди, Алек Никовски, мојот советник, замина во Гентер. Тие преходно беа контактирани од нашите промотори во Минхен и во Холандија, но се уште немаше пројавен интерес од нивна страна, посериозен. По настапот и презентацијата што ја направи мојот советник, тие одлучија да дојдат, да ги видат можностите тука на терен,